Видно возбудена, внуката на Гоце Катерина ја прими веста дека ќе биде почесен граѓанин на градот кој го носи името на револуционерот Делчев, иницијатива на градоначалникот која ќе биде потврдена на наредната седница на Советот. Внуката на патронот на Делчево како почесен гостин на одбележувањето на 65 годишнината од ослободувањето на градот порача овој ден да биде молитва за остварување на идеалите на Гоце за Македонија, но ни солзи подсети после покојниот претседател Трајковски конечно се сетила Македонија дека е таа уште жива. Големо задоволство да бидам поканена за втори пат во тој град. И тој град секога ми е стоел на срцето, дека е најмалечкиот, а носи името на најголемиот човек на Македонија. Тоа што градот Делчево го носи името на Гоце Делчев, не треба многу да се зборува. Тоа е една огромна гордост, меѓутоа е една огромна одговорност да се носи името на еден таков револуционер. Секако, поради таа обврска и обврската што си ја преземаме према господјата како Катерина, како внука на Гоце Делчев. 86 годишната старица со богат дух, достоинствена и покрај животната голгота изрежирана од политичките услови по војната, учесник во НОП, секретарка на Ченто, прва учителка во Штип, денес живее сама во Благоевград со 170 лева месечно, болна и заборавена. Книгата за незиниот живот, слики од Гоце, од неговата мајка и браќа ги подари на Делчево. Там ме принеха като девојчето од Македонија, дека огин излегува под нозите, а они не знаеха оти во мојата душа. Огин ми гори од Македонија. Делчево, поранешно Василево и Царево село, од 50-та година го носи името на великанот и повтор пат доделува признание за почесен граѓанин.